одиме во студиото, продолжуваме со разговорот со вториот гостин, како што е најавено, Љупчо Принџов, пратеник на Гром во Собранието. Добар ден, господине Принџов. Добар ден. Со оглед дека опозицијата ВМРО-ДПМН и вие сте дел од таа коалиција, најавува ново парламентарно мнозинство. Од друга страна, имаше и многу некакви информации за вас дека не се знае со кого ќе продолжите во ново функционирање на владата. Некои аналитичари тоа го кажува. Јас себе веднаш на почеток да ве прашам, се подготвувате ли за влада и за која влада? Најпрви, не сум ги слушнал тие аналитичари кои што превидувале за нас дека било каде ќе отидеме, освен онаму каде што сме сега. И тоа не сум го слушнал до сега и можам јасно и гласно да кажам дека ние продолжуваме со ВМРО-ДПМН, бидејќи целта за која што сме во коалиција веќе повеќе од 7 години е да Република Македонија биде просперитетна држава, граѓаните да имаат подобра економска благосостојба, да имаме држава со намален криминал и корупција, да имаме држава која што ќе има респектиран правен систем и тие се основите со кои што со ВМРО продолжуваме понатаму. Такви разговори не сум слушнал, барем не вака јавно, можеби сум пропуштил бидејќи ја водевме кампањата од сабаре до вечер во општина Карпош, но еве да следите тие душегрижици да им порачам дека владата која што ќе формира ВМРО-ДПМН во скориот период, ние како партија ќе партиципираме активно во незе. Зборуваме за влада која ќе се формира со ново парламентарно мнозинство или за влада на нови предвремени парламентарни избори? Видете, доколку Социјалдемократскиот сојуз како ви лучат работите, нели? Видете, не можам да кажам како ќе се постави ЗАЕФ и СДСМ во овој период, бидејќи тој сега не размислува рационално. Човек кога е уплашен, тогаш рациото му бега од неговите мисли. Доколку размислува рационално и за себе, интерес на својата политичка партија, тој треба да распише парламентарни избори час побрзо, така ќе ја намали и штетата која што ќе евентуално би била предизвикана со избори во пролет. Така што генерално јас сум повеќе за идејата да имаме нови парламентарни избори, каде што граѓаните ќе имаат јасна и недвосмислена поддршка на актуелната опозиција, бидејќи на Република Македонија и следат моменти кои што ќе бидат предизвикувачки. Повеќе нема да се претпоставувам, нема да се фокусираме толку на тривијални прашања, на небитни прашања како што беше изминатиот период. Ние имаме сериозни економски поместувања во Европската унија. Тие никој не ги зборува, одговорен премиер за тоа зборува, не се бави со кој ќе биде градоначалник на некоја општина, бидејќи реално тие луѓе се кандидирани да бидат градоначалници, имаат своја програма. Но кога имате вие драстично поскапување на енергијата во Европска унија, кога имате вие проблеми со извозот, со увозот, со платно дефицит, девизниот дефицит, тогаш одговорен премиер се бави со тие работи. Република Македонија ќе има големи предизвици и треба влада која што е пообразована, поспособна, влада која што сака да работи и влада која што ќе донесе на подобро утре сите граѓани. И председател на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски вели дека се работи на ново парламентарно мнозинство. Што мислите за тоа? Може ли тоа да се случи? Видите, јас лично и мојата политичка партија, знаете дека ние имаме еден пратеник во Собранието и ние сме во позиција да преговараме со било кого за ново парламентарно мнозинство. Како ви личат работите однатре, да? Како пратеник и колега со сите пратеници и од власта и од опозицијата, можам да ви кажам дека поводите за ново парламентарно мнозинство не доаѓаат од страна на опозицијата, туку напротив доаѓаат од пратениците кои што партиципираат активно во власта. Така што јас со тоа што таму можам да го видам, се разбира дека джентлменски никогаш нема да споменам имиња и презимиња, таму има многу политички партии, не една или две, кои што се незадоволни од третманот на ЗАЕФ и СДСМ кон нив во нивната коалиција и тие се оние кои што сакате да кажете сами се нудат да сменат страна на некој начин. Па во самите разговори гледате дека тие не сакаат, дека не согласуваат со таа политика, дека се подготвени за промени, знаат дека на Република Македонија требаат промени, знаат дека живот за сите беше една голема лага, знаат дека најдоброто за вашата општина исто така е една голема лага, така што тоа го зборуваат пратениците во Собранието, а народот гласно зборуваше во неделата, така што генерално мислам дека работите ќе одат на подобро, пред се во интерес на граѓаните на оваа држава.
Ќе се вратиме на овие централни теми. Ајде малку за локалните избори. Вашиот кандидат Стефче Јакимовски влегува во вториот круг за општина Карпош. Тамо третиот сет на гласови после СДСМ и ГРОМ ги има ВМРО ДПМН. Дали сега преговарате со ВМРО ДПМН? Што ќе се прави во вториот круг? Ќе ја добиете ли директно нивната поддршка, бидејќи решивте сами да се кандидирате во Карпош? Да, решивме се кандидираме сами во Карпош. Сепак Карпош е еден од бастионите на граѓанската опција за Македонија и сметавме дека е здраво да имаме свој кандидат за општина Карпош. Она кое што е важно во општина Карпош е тоа што граѓаните на општина Карпош ја прават разликата како се развивал Карпош до пред 4 години, како се развива Карпош овие 4 години. Граѓаните ја правеа разликата, особено тоа се случуваше после февруар-март оваа година, кога почна веќе се зборува кој ќе се кандидира, дали ќе се кандидира некој. Тогаш се граѓани се направија разликата што тие имаат ново направено во нивната населба, во нивното мало и одговорот беше нула, ништо, немаше никакви резултати. Од друга страна, даноците кои што ги плаќаат граѓаните кон општината се идентични како до пред 4 години. Така што ако сте имале преходна експанзија на развој на општината, потоа имате 4 години стагнација, при тоа плаќате исти даноци. Она што е куриозитет е тоа што Социјалдемократскиот сојуз во општина Карпош 2017 година победи со 21.300 гласови, толку имаше на конто актуелниот се уште градоначелник на општина Карпош. За денес веќе после 4 години нивното конто на гласови се намали на 9.300. Значи 40% од гласовите. Тоа е силна порака на Карпош, дека Карпош бара резултати, а не приказни, и дека конечно после 4 години се дигна маглата барем на територијата на општина Карпош и дојдовме резултати какви што ги имавме во неделата. Не ми одговоривте на поддршката, затоа сакав да имаме сеопфатен одговор. Во поглед на поддршката на ВМРО ДПМН, таа јасна и недвосмислена, така што ние како опозиција одиме, продолжуваме за битката за подобар Карпош. Ние како политичка партија на 20 на лист имавме своји кандидати ширум Република Македонија. Најголем дел од тие кандидати веќе се актуелни советници, бидејќи чекаат ден-два да поминат да ги дадат решенијата, така што генерално мислам дека работите одат во добар правец пред се за граѓаните, бидејќи ние политичките партии постоиме да им служиме на граѓаните, ама тоа да го мислиме дека е така, а не само да го зборуваме и да го читаме бидејќи некој претходно ни го напишал, како што го прават ЗАЕФ и СДСМ, а потоа да тераме само за себе и само за своји лични партиски потреби. Кажете ми, доколку господинот Јакимовски стане градоначелник на Карпош, тоа ќе биде прилично интересен, да не кажам неочекуван пресврт во работите, бидејќи господинот Јакимовски имаше кривичен процес, имаше судења, тој беше на некој начин ставен така соголен пред јавноста за тоа и сега да се случи повторно да стане градоначелник на Карпош, прилично интересен пресврт, нели? Да, интересен е пресвртот и тоа не би било пресврт доколку работите ги гледаме објективно и без калкулирање внатре во партиите. Сакам да истакнам тоа дека во 2013 година градоначалникот тогашен на општина Карпош Стефче Јакимовски го победи генералниот секретар на СДСМ Андреј Петров во тоа време со 11.500 разлика, што е незапамтена разлика и во Карпош и на територија на град Скопје, мислам од другите општини. Тие потоа се разбира има една специјална војна против општина Карпош, против него со разноразни муабети, со разноразни обвинувања. На крај дојде да има кривични пријави зошто садел цвеќиња по партизанска, дека тоа не требало да го прави, па имаше обвинувања за тоа, имаше домашен притвор за тоа и потоа правителството кажа дека ете таа кривична пријава се отфрла и втората е зошто изградил тоа беше потоа и во јавноста злоупотребено, зошто изградил диво градба, не се работи воопшто за диво градба, бидејќи таа градба е времен карактер, не е од сврс карактер, тие општински бараки, тие се на железни, како се викаат, профили, и потоа тоа може да го преместувате каде сакате. Се бараше се најде раска во окото на некој друг, а при тоа не ја гледата во собственото, така што генерално, како што кажав, магла да се дигна, видовме кој работел за граѓаните, кој не работел за граѓаните и работи се веќе појасни, а тоа го кажуваат и самите изборни резултати. Евидентно е и пред малку со поранешната претенешка Поповска ги анализиравме изборните резултати. Евидентно е дека ВМРО ДПМН, коалицијата на ВМРО ДПМН има
освоено поголем број на гласови, тоа се гледа на советничките листи, 50.000 гласови повеќе од СДСМ од прилика, но премиерот Заев вели дека тие сигурно ќе победат во вториот круг и дека на крајот ќе имаат повеќе градоначалници од ВМРО ДПМН и дека така ќе биде остварена победата. Тие велат дека коалицијата на СДСМ има поголем коалицијски капацитет од ВМРО ДПМН и дека тоа ќе се докаже. Сега, што мислите вие за вториот круг? Ева, кога ќе почнам со второто прашање, бидејќи имаше две прашања, Да. коалициониот капацитет на Социјалдемократскиот сојуз, јас за тоа пишував пред неколку дена, некои медии ми го пренесоа. Најдобро се виде коалициониот капацитет на Социјалдемократскиот сојуз на онаа дебата на телевизија со национална концесија, каде што беа сите собрани и стоеја, и тогаш се виде најдобро колкав капацитет на коалицирање има СДСМ преку оној кој што е прв практично во оваа изборна трка, тоа е градоначалникот на Скопје, односно кандидатот за градоначалник на Скопје. Тогаш видовме таму Бени Шакири кој што до вчера беше соборец со него, беше против него, Тортевски беше до пред 4 години за него, сега е против него. Практично сите оние кои што го поддржуваа Шилегов, Заев и СДСМ во изминатиот период, видовме на јавна сцена дека сега по ниедна цена не би гласале за господинот Шилегов, што самото по себе покажува колкав коалиционен капацитет има Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е исто како и цело време кога го зборувате НАТО, ЕУ, тоа не го мислите, тоа ви се гледа, така и за коалициониот капацитет, тие се плашат од актуелниот коалиционен капацитет на опозицијата и затоа цело време тоа го повторуваат. Тоа се виде на дело. Во поглед на победата во втор круг, наистина мене ми е смешно, иако знам дека него му е многу тешко тоа кога мора да го каже, бидејќи мора да им даде барем малку надеж на оние членови кои што ќе останат да се борат за оние градоначалници кои што се уште не се избрани. Еве да ве прашам, ако нема теоретски шанси да победат во аеродром, бидејќи има градоначалник, Кисела Вода во прв круг, Бутел во прв круг, Ѓорче Петров во прв круг, одговорно тврдам дека и во Карпош ќе изгубат, во град Скопје веќе губат, уште повеќе ќе губат, Велес го изгубија во прв круг, Штип го изгубија, Охрид го изгубија, каде ќе победат? Каде тој ќе победи? Секоја чест за и почитување за граѓаните на Лозово или на Кривогаштани. Тоа е во ред. Секој има право на избор. Јас сум човек кој што има демократски капацитет, но овие големи градови во кои што живеат 50, 60, 100.000 луѓе живеат во Куманово и во аеродром, по повеќе од 100.000. Тоа е веќе за него недостижно или завршено. Така што навистина не гледам каде тој би победил. Од СДСМ сметаа дека еве Куманово го спомнавте, кој да победи во Куманово ќе победи СДСМ. Па виде, сега можеме да играме игри на зборови, до вчера се напаѓа, ако ги гледавте дебатите, вклучувајќи на ТВ24 кога беа овдека, главни протагонисти за изборите и главни ривали, да речем, бидејќи јас не користам зборот политички непријатели, беа токму господинот Димитриевски Максим и кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз. Така што далеку е тој Социјалдемократскиот сојуз, реториката на Максим Димитриевски е многу поблиска до опозицијата него Социјалдемократскиот сојуз, така што генерално и самите тие го исклучија од партијата и не гледам како ќе победи СДСМ, ако некој сте го исклучили, го гледате како ваш политички ривал. Така што неколку пати ја спомна ЛДП, до вчера тие за него представувале како што тој изборува автобус партија, така што генерално не само граѓаните, туку и коалиционите партнери му испорачаа сметката за едно 4 годишно неуспешно водење на премиерот Заев. Во однос на Скопје го спомнавте и вие самиот, СДСМ вела дека се убедени во победа во вториот круг, тоа го кажа и актуелниот градоначалник Петре Шилегов. Од друга страна, според бројките, кандидатката која е поддржана од ВМРО ДПМН има поголем број на гласови. Сега очигледно е дека СДСМ за вториот круг се надева на, како што велат, тој коалицијски капацитет. Тука се гласачите на ЛДП и ДОМ, претпоставам гласачите од независните листи на кои алудираат и пред се граѓаните од условно кажано албанскиот кампус. Колку е голем потенцијалот на тие гласови кои Петре Шилегов би можел да ги освои во вториот круг, а ги нема во првиот? Видите, јас преку илустративен пример покажав дека СДСМ нема коалиционен капацитет и тоа е факт, бидејќи сите кандидати за градоначалници беа насочени токму против господинот Петре Шилегов и генерално тој еднаш, ако се сеќавате, кажа дека Бени Шакири му е негов другар ки му даде гласовите, а потоа Бени Шакири не почека ниту 24 часа да му порача дека на било кого ќе му даде гласовите, освен на Петре Шилегов. Така што генерално најодговорно тврдам дека Социјалдемократскиот сојуз нема коалиционен капацитет. Што се однесува до делот на Даниела Арсовска, мислам дека
Таа представува освежување на македонската политичка сцена, особено тука мислам на град Скопје и мислам дека нејзината поддршка за втори круг ќе се зголеми. Понатаму независните листи ги спомнавте, да ве потсетам. И до тоа ќе дојдеме. Независните листи, да ве потсетам, се луѓе кои што исто така го поддржуваа СДСМ и Петре Шилегов до пред 4 години и сите беа многу излажани, како и цела Македонија, од господинот Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Јас сум граѓанска опција за Македонија, јас сум идеолошки либерал и не ги гледам гласовите на македонски, албански, влашки, турски или ромски. За тоа кажа условно кажано, нели, да. Ако мислите на граѓаните кои што живеат од општина Сара или општина Бутел, ќе ви кажам дека во општина Бутел, да, и општина Чаир, во општина Бутел Петре Шилегов дебело загуби во првиот круг и мислам дека таа разлика само ќе се зголемува. Не знам точно колкав ќе биде интересот за гласање за Петре Шилегов на граѓаните од општина Сарај, затоа што таму веќе имаме прогласено победа за тамошниот градоначалник во прв круг, така што јас сметам дека господинот Шилегов нема да има повеќе, туку ќе има помалку гласови од првиот изборен круг, а господјата Арсовска Данела ќе има повеќе гласови од првиот изборен круг, така што генерално тоа што следи е повеќе од известно и само човек кој што е исплашен како премиерот Заев може да верува во работи кои што самата политиколошка наука ќе му ги демонтира веднаш. И на крај спомнавте ЛДП и ДОМ, еве веќе сме на 2 дена после првиот круг на локалните избори. Јас се уште сум слушнал дека господинот Милески или господјата Морачанин било каков повик имаат за се помогне на Социјалдемократскиот сојуз. Така што генерално и тука му е клиза в теренот. И се е тоа резултат, и се е тоа сметка на неговото несување изминатите 4 години, неговото подценување, бидејќи како што на јавна сцена господинот Шилегов ги подценуваше другите кандидати за градоначалници од другите партии или од независните листи, така премиерот Заев на затворена сцена ги подценува собствените коалициони партнери. Дали пратениците на ЛДП и ДОМ се можеби тие за кои велите дека се незадоволни во собранието? Не знам дали се тие незадоволни, тие се луѓе кои што се мои колеги, тие се луѓе кои што имаат интегритет и претпоставувам дека ќе си кажат што мислат во периодот кој што следи. Во однос на анализата на резултатите, интересни се бројките, евидентно е дека ВМРО ДПМН има повеќе гласови од СДСМ, но интересно е што и ВМРО ДПМН има помалку гласови од претходните локални избори, да речеме, 16.000 гласови помалку. Имаме еден зголемен број на гласови во кампусот на Левица и на независните листи, тие собраа околу 100.000 гласа. СДСМ има многу помалку гласови од минатите избори. Ми се чини дека и двете ВМРО победи, коалицијата на ВМРО ДПМН победи повеќе поради слабиот резултат на СДСМ, евидентно по слабиот резултат, отколку поради зголемената поддршка на граѓаните, имено и тие не добија многу поголема доверба. Да, согласувам. Ние сме разговарали во ова студио уште 5 години, дена и повеќе, дека граѓаните, тоа е мој став, граѓаните на Република Македонија се повеќе аполитични и јас навистина како млад човек имам разбирање кон тој феномен или кон тој процес, затоа што навистина многу се ветува пред избори, а малку се реализира после избори. Тоа го мислам сите политички номенклатури кои што биле на чело на државата, ама тоа особено претпоставам ќе се согласите или поголем дел граѓанство ќе се согласи, тоа особено е од 2015-16 година навам, од кога актуелниот претседател на СДСМ Заев влезе во високата политика во државата, каде што многу се ветува, се што се ветува, а на крај имаме нула реализација и таа нула реализација се покрива со уште поголеми ветувања и едноставно секој оној човек кој што разумно ги гледа работите, кој што навистина му е веќе преку глава или гласа против актуелната гарнитура или не излегува воопшто да гласа. Сметам дека покрај предизвиците кои што и доаѓаат на Република Македонија и на надворешен и на внатрешен пред се економски план, сметам дека оваа наша нова генерација на македонски политичари покрај решавање на сите тие нови предизвици кои што доаѓаат, ќе имаме сериозна задача да ги убедиме граѓаните во политиката дека треба да учествуваат во неја, дека треба да бидат homo politicus, да не бидат аполитични, бидејќи оваа држава сепак ја водат луѓе кои што доаѓаат од политичките партии, на нас не треба многу поголема контрола и многу поголема критика, а за таа критика да добиеме треба да имаме јавност која што е информирана, јавност која што следи.
Пак ќе кажам, не се граѓаните виновни, политиката е виновна затоа што многу малку си држала на зборот кога ќе седнат во удобните фотељи, колку да звучи како муабет клише, сепак е така, оние кои што на крај остануваат разочарани и бараат one way ticket кон Европската унија или кон државите од Северна Америка, токму од тоа си одат, бидејќи пред се политиката служи да направи економска благосостојба на граѓаните кои што живеат во Република Македонија, независно од неговата вера, пол, нација, а не да се бавиме само со тривиални работи и да ги покриваме нереализираните ветувања со нови уште поголеми. Искрено да ви кажам, изненадивте со одговорот. Јас мислев дека ќе ми кажете дека ете ја релативизирам победата на ВМРО ДПМН, но сепак дадовте еден поискрен одговор. Интересно. Јас секогаш настапувам искрено. Неколку пати сум бил и ова студио, тие се моите ставови. Пак ќе повторам, сметам дека СДСМ лошо владее и на државно и на локално ниво. Тоа го сметаат и граѓаните, но се уште треба да работиме и многу да работиме, да ги убедиме граѓаните повеќе да учествуваат во работата на сите јавни функционери. Кажете ми, што мислите за она изјава, за она соопштение на американската амбасада, многу индикативно и уште повеќе невообичаено на денот на избори, американската амбасада, која знаеме дека не се огласува толку лесно, не дава толку лесно информации и факти, која кажа дека добиле дојава од политичка партија, дека 83 лица се пуштени да влијаат врз изборниот процес и наоружани. Некако тоа така помена, никој не се изјасни. МВР велат следат, немали информации. СДСМ исто така, владата исто така, но прилично индикативно. Како ја доживавте вие таа информација? Па добро, јас со оглед на фактот дека учествував во работата на претходната влада, па потоа бев во опозиција, сега повторно сум пратеник во рамките на опозицијата. Мојот став и тогаш и сега е дека Соединетите американски држави како наш стратешки партнер се единствената држава која што се грижи за демократските процеси во Македонија, која што ги следи будно истите и реагира некогаш со соопштенија, некогаш реагира и посуптилно на друг начин. Соопштенија до јавноста од страна на амбасадата не се нови. Тие се случува сеќавам и 2016-2017 година. Тие го имаат тоа право, добиле сознанија, многу коректно нив да ги пријавуваат во институциите и сега треба да ги прашаме јавното обвинителство и МВР што е со тие информации, докаде се тие информации. Да бидеме реални, една од причините... Само сакам да кажам, вие убаво кажавте, тие знаат да делуваат и многу посуптилно и подискретно, но нивниот избор да го направат ова јавно да го кажат е индикативен и кажува нешто. Па да, и затоа и кажав, овакви јавни соопштенија има и 2016-2017 година, не се случуваат прв пат. Така што институциите се на потек сега да видиме што се случувало. Ние во Република Македонија мора да знаеме што се случува како јавност. Се разбира дека има работи од национален интерес кои што не се за јавноста и тоа е разбирливо, го има секоја држава, но генерално овакви работи ние мораме да знаеме што се случува во државата. Една од придобивките кои што ги ветуваше Заев беше демократизација и слобода на медиумите. Велеше дека секи биде транспарентно. Еве на пример обвинителството, бидејќи го спомнавте, амбасадата на Соединетите американски држави тоа го поднело и до обвинителство. Ние се уште не знаеме кој ги прислушувал таму обвинителите, што 3,5 години поминаа власт. Дали се не враќаме на стари случаи, мора да мислиме за еднината, мора да бидеме порационални. Јас го повикувам Заев да се ослободи од стравот кој што го има. Знам дека му е оправдан, но исто така му е и заслужен. Да размислува рационално, да распишеме на пролет превремени парламентарни избори, бидејќи на вистина на државата се закануваат многу големи предизвици кои што доаѓаат, кои што се објективни, кои што не зависат од политичката гарнитура, со кои што мораме да се справуваме. Оваа власт покажа дека изминатите 4 години со се што се зафатија не успеа. Ни една криза не изменаџира како што очекувавме ние како граѓани, ни една криза споредбено со регионот и со Европска унија не ја изменаџира барем неколку да бидеме подобри и сметам дека граѓаните на оваа држава не заслужуваат да продолжи во нашата потсвест да биде дека сме мали, немоćни, не бива се други да се подобри од нас. Не, мислам дека имаме ние капацитети, имаме луѓе кои што може да држат лекции на многу држави барем од регионот ако не пошироко. Интересно е, ако ја гледаме историјата на локалните избори, еве да се вратиме уште во 2005 година, кога СДСМ беше на власт, тогаш ВМРО ДПМН победи на локални избори, после дојде
парламентарна победа на ВМРО ДПМН. За време на најсилното владење на ВМРО ДПМН 2009-та СДСМ ги освои само Куманово и Струмица, ми се чини, така Не, беше. ги освои Куманово, Струмица, И уште нешто, Охрид и Охрид, Карпуш. И Карпуш, да. Четирима. И Карпуш, точно, потоа 2013 дојде она оспорувана и победа на Жерновски во општина Центар, символична, која според многумина го најави почетокот на падот на Груевски. Сега имаме една победа опозицијска, која во првиот круг е дефинитивно победа, ќе видиме и во вториот, доколку биде така, дали таа ќе најави дефинитивно и политички промени на централно ниво. Видете, можеме да ги гледаме работите од повеќе аспекти. Тоа се индикатори. Така е. Можеме да ги гледаме работите од повеќе аспекти. Оној кој што е неспорен аспект е дека граѓаните на Република Македонија му кажа на Заев доста е, сте граници ги претера и повеќе не сакаме СДСМ да води оваа држава, бидејќи сега се локални избори, гласа на локално ниво, но мора да бидеме објективни дека и многу теми од државно ниво, практично речено, што се поглобални теми, беа теми на локалните избори. Факт е дека 99% од градоначалниците им беа неинвентивни, неработници, неа поима функцијата градоначалник, дека вие сте менаџер на градот, дека вие сте практично хаусмајстор на градот, дека вие треба да работите од сабале до вечер, да го подобрувате, да асфалтирате не само пред избори. Значи, тоа се апсолвирани работи. Парламентарни избори на државата не се потребни само затоа што опозицијата победила на локални избори. Ние имаме објективни причини дека нас не се потребни парламентарни избори, бидејќи доколку отворите правосудство, нема резултати, назадуваме по сите извештаи. Ако отворите образование, назадуваме по сите извештаи, имаме многу големи проблеми, се тераат самостојно некои работи, наесто со закон се уредуваат со подзаконски акти што е спротивно и на устав и на закон. Ако отворите економија, имаме сериозни проблеми. Ако отворите финансии, имаме 2,7 милиарди евра сме задолжени, а нула капитални инвестиции имаме. Значи, тие се основните причини зошто на Македонија требаат превремени парламентарни избори, бидејќи нас не требаат политичари кои што ќе дојдат и ќе работат. Добро, владата ќе ви каже дека не ја земате во предвид пандемијата, светската пандемија. Ама јас, последните 2 години. да, мене ми е многу жал што јас и тоа ќе се трудам, независно кој ќе биде на власт идниот период, да дали како политичар, дали како пратеник, дали како обичен граѓанин, ќе се трудам и ќе се борам против тоа да ребаланс на буџет се носи во јули, крајот на јули месец, затоа што таа е пракса веќе 20 на години, затоа што тогаш и вие медиумите кои што сте практично окото на јавноста, сте почнуваат годишни одмори, ја нема да е тој интензитет на работење, тогаш со ребаланс на буџет се носи. Јас на таа дискусија имав неколку часа на комисија, плюс имав говор во собранието, ги споредив сите економски индикатори со помош на парламентарната буџетска канцеларија, ти многу ми помогна, ги споредивме сите економски параметри, просечна плата, инфлација, цени, значи економски раст во Македонија и во цел Балкан. Значи, секаде имаше пандемија, ние сме последни, господин Ризвановиќ, и тоа убедливо сме последни. И по просечна плата, и по економски раст, инфлацијата ние на највисоко ниво, и по вработеност, и по отпуштања, ама сме први по задолжувања и изголемување на јавен долг. И тоа се факти од кои што тие бегаат. И затоа го ставија да се гласа на 30 јули да се буџетот, затоа што знаат дека ако тие теми излезат во јавноста, за нив се проблематични. И мислам дека не треба да имаме проблематични теми, треба, вие знаете дека со ребаланс на буџет од 1 милион договорни услуги во кабинет на премиер Ставка се ја зголеми на 7,5 милиона. Тој ќе поточи само 7,5 милиона до нова година за договорни услуги, при тоа никој ништо не зборуваше. И тоа е тоа кое што потоа граѓаните го гледаат, ќе го разберат после вака 2, 3 или 4 месеци и таа недороба која се ствара према политиката. Да. Вие велите дека премиерот Заев ќе биде под силен притисок доколку изгуби во вториот круг. Тој веќе е под притисок. Тој ќе биде, да. И он сам си го ствара, го гледате на телевизија како се однесува, стравот му излегува на површина. Но премиерот претходно кажа, значи пред овие уште кога победи на овие парламентарни избори, дека нема да има предвремени парламентарни избори и тој може и покрај резултатите на локалните сепак да реши да се оди на редовни во 2024 година. Видете, дали ќе има парламентарни избори, ниту зависи од премиерот, ниту било кој министер во владата на Република Македонија. Дали ќе има парламентарни избори, зависи од пратениците во собранието. Тоа, старт да го расчистиме. Господинот Заев, тој е all in, што и нема што да изгуби.
или да добие. Тој или добива се, или губи се. И тој е во таа позиција. И од таа позиција, кога ќе ставите конто страф, кој што му е очигледен, таа изјава е многу логична. Но во таа негова коалиција има партии на турци, две, има на бошњаци, има ЛДП, има Дом, има Беса, има ДУИ, тоа се политички партии кои што не се all-in како премиерот на Република Македонија и затоа неговите изјави воопшто и не ги земам за релевантни, не заради тоа што го потценувам, туку затоа што и формално правно не зависи ништо од него дали ќе има или ќе нема парламентарни избори, ниту пак зависи само неговата политичка партија дали ќе има или ќе нема парламентарни избори превремени. Кога зборуваме и за тоа ново парламентарно мнозинство со кое го почнавме разговорот, еве доколку опозицијата и успее да формира ново парламентарно мнозинство, што би било, да не кажам чудното, кој би било прв пат дефинитивно во функционирањето на државата, опозиција да успее за време на мандат на актуелна владеачка гарнитура да формира ново парламентарно мнозинство преку собрание, преку пратениците, тоа повторно би било тенко парламентарно, повторно би имало 61 пратеник, тогаш СДСМ би можела да го прави ова што го прави сега ВМРО ДПМН, да блокира во собранието, да прави филибастеринг и така натаму. Значи, што би се добило? Значи, би добиле повторно еден нефункционален парламент. Два аспекти имаше прашањето. Освен психолошка предност за опозицијата, се разбира. Два аспекти имаше прашањето. Ќе започнам со вториот аспект за да го разјасниме подобро првиот аспект. Ние не блокираме во собранието. Значи, 1000 пати повторена реченица од страна на СДСМ не значи дека е вистина. Тоа е лага. Ние не блокираме ништо во собранието. Често пати имаме кршење на деловникот од страна на разни председатели на комисии во рамките на собранието. Со филибастерингот се трудиме да зборуваме, тоа не е блокирање, тоа е согласно деловник и да предочиме на јавноста што се случува во Република Македонија и какви се закони се носат на мала врата. Не знам дали да почнам од законите за кои што немаат коалиционен капацитет и ги излажа припадниците оние зелени здруженија. Прво го повлекува законот за отпад, што јас согласувам, тоа не бил добар закон од претходната влада. Не ми било сферан интерес, но кога видов дека сме имале ние увоз на отпад за да го гориме во Македонија, а притоа сме најзагадена држава во Европа, јас сум против тоа, независно кој го донел. И сега вие го укинувате, добивате аплауз на јавна сцена, тоа го зборувате по секоја емисија месец дена, 2 месеци, и после 6 месеци уште полош законско решение го минете на мала врата во собрание. И сега ние ако реагираме, речеме чекајте стои да дознае јавноста, тоа не е блокирање, тоа не нас работа, бидејќи ние немаме транспарентни луѓе, тие се транспарентни само на муабет на телевизија. Во суштина се тотално нетранспарентни. Значи околу тој аспект нашата коалиција, предводена од ВМРО ДПМН, не блокира. Или сега имав јас, ми одзема процедурално, а носиме закон за јавни обвинители и судии. И сега треба да ги оставиме повторно на разни функционери, керките, адвокатите да им бидат судии. Па, малце им беше во една поширока фамилија СДСМ да има свој судија, сега имаат во секоја фамилија да имаат свој судија. Тоа е малце претерано. Така што генерално тој дел не се согласувам воопшто дека тоа се случува. Во однос на евентуално ново парламентарно мнозинство кое би било навистина тоа не го одговорив, се извинувам, да. Во однос на ново парламентарно мнозинство, нас ни треба за да распишеме избори, превремени парламентарни или 2, 3, 4 месеци тоа да функционира со цел да ги распишеме изборите на кои што граѓаните треба да одлучуваат што понатаму со Република Македонија. Јас не поддржувам да нешто за кое што некој нема мандат од граѓаните да го прави. Јас сметам дека на Република Македонија се потребни нови превремени парламентарни избори, да се случат сега во пролет час поскоро, ново парламентарно мнозинство да ги распише истите и конечно граѓаните да гласаат по кој пат сака се движи Република Македонија, дали по овој пат или ќе имаме нова надеж и нова влада. Да, добро, и за на крај уште еднаш да потсетиме, влегувате во трка во Карпош, да уште еднаш да повториме. Значи убедени сте дека ќе победите, дека Душко Весковски ќе го победите, дека Јакимовски ќе биде градоначалник на Карпош? Да, Стефче Јакимовски ќе биде новиот градоначалник на општина Карпош. Ќе победиме со повеќе од 2000 гласа разлика. Господине Бренџов, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам за поканата и поздрави сте ваши гледачи. Почитувани гледачи, ова беше крајот на Студио 10, една добра, тешка анализа на состојбите после локалните избори, но и како сите тие состојби ќе се ефектуират на централно ниво. Ви благодариме на довербата и вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.